Дали сме онлайн? Ми јавивте дека некој од вас ми јавија дека не сум онлайн? Никој не може ниту да се надева дека ќе биде на линија ако квазипатриотската дружба и незиното срамно поведение имаат единствена цел да предизвикаат реакција со која некој наивно ќе се охрабри и ќе ја прегази. Со предавник кафе не се пијат, со предавник се разговарат преку нишан или аргументи, презентираја аргументи, ако продолжите понатака со предавството, или ти, или тој. Не знам јас ова пиење кафе кај такви луѓе. Да проверам само дали ме гледате. Сигурно не се доволно во фокусот оти кога би биле. Веројатно и нивните верни следбеници би чуле и виделе дека московскиот аџија кој толку силно им се противи на бриселските аспирации на македонците, сета своја благосостојба не ја крепи од православните браќа, туку од клетите европејци. Како си купил ти 4 стана во рок од 2 години во иста зграда? Моите родители 40 години коските ги оставија во Холандија. Ја не 14 имам. Ве молам, пратете коментар ако гледате. Недобриот коментар го даваат оние што мислат дека политиката се води само со шарм, а не со одлучност и со акти. Тие предполагаат дека сериозните тетки од сестринството ќе паднат на надворешноста и ќе бидат освоени од симпатиите, надевајќи се дека не се свесни и не го гледаат неверството во нивното очигледно политичко интимизирање со другата страна. Господјата Гудорис пак случајно налета на еден член од нашата делегација, барајќи мене. Практично ние физички не се бевме сретнале, кога се видовме, кога поразговаравме, ние бевме тројца, седевме тука, вклучително и таа прекрасна дама, но суштината е таа да ја и она прегрнати влеговме потоа во конгресната сала. Не знам дали сум уклучен. Ме гледате? Сите се вклучени, гледаат и будно го следат расплетот, освен оние што не веруваа, па сега се наоѓаат во навистина тешка состојба да го дадат тоа што го ветуваа. Искрено, не очекувајќи дека ќе дојдат до такво дередже, да мора да го испорачаат тоа што јавно, цврсто, со својот официрски збор, го гарантираа. Повикувам еден истражен судија, да се најде само еден истражен судија или јавен обвинител и веднаш да дадат налог за апсење на Никола Груевски и другите криминалци. Од овде, пред сите вас, и ветувам 1.000.000 евра награда доколку го притворат Никола Груевски. Дали се гледаме? Само да видам. Втор обид. И на крајот, станува збор за трет обид, оти откако Стефчо тврдеше дека Карпош се загадува од Косово, а Скарата е виновна за труењето на кочанци, се придружи и градоначалникот на Ѓорче, кој добро знае од каде дува ветрот. Морам да потенцирам дека загадувањето ни доаѓа од општина Сарај, особено покрај реката Вардар, покрај спортскиот рекреативен центар. Како што гледате, мистериозно моите видеообраќања се прекинуваат. Никој никого не прекинува, особено ако тој што зборува има што да каже. Во овој случај, таа судбина ја има и оваа